може господин Груевски да зборува што сака. Он мора да свати дека има, како што јас прифаќам дека има во Република Македонија власт на централно ниво, мора Груевски да свати дека има во општина Центар власт која што е избрана од граѓаните. Што побрзо тој го прифати тоа, толку побрзо мислам дека ќе се отстранат овие сериозни недоразбирања што ги има меѓу нас. Јас кажав дека сето она што е дивоградба во општинен Центар ќе биде отстрането. Не го употребувам зборот уривање, затоа што сакам да постапам според законот. Но она што го кажав на последната пресконференција, тоа беше на лице место, ќе оди информација веќе на наредната седница на Советот. Ја сакам да ги слушнам почитуваните советници кои што се околу нашиве камери денеска, како и секоја што стана во МРД по мене, да ги слушнам советниците од гарнитурата која што и јас ја представам во општината и потоа да излеземе со заеднички заклучок што и како понатаму. Но таа одлука, тоа размислување нема да влие согласно законските ингеренции што ги имам на одлуката моја како градоначалник на општинен Центар. Значи може да се очекува дека ќе бидат и отстранети во брзо. Се што е дивоградба, пак велам, во општинен Центар ќе биде отстрането. Без разлика дали зборуваме за градби, доградби, наградби, за споменици и така натаму. Значи, убеден сум дека цар Душан е поставен, нели не знаеме од кого, како што вели министерката за култура, да се предизвикаат вакви инциденти. Меѓутоа, јас морам како градоначалник да реагирам. Реков ќе биде поставен побарано, согласно уставот и законот, асистенција од полицијата и таа е должна да постапи. Како ќе се однесува? Дали ќе се однесува како овие немири што ги имавме овде, за кои што ден денес, како што знаете, не може да се открие кој стои позади, тоа веќе не знам, ќе мора да го поставите тоа прашање до министерката за внатрешни работи. Но ако таа не уверува сите нас дека работи согласно уставот и законите, завршен цитат, тогаш јас очекувам да постапи како кон било која друга општина, да кажеме која што е под раководство на градоначалник на ВМРО да помене.